Добре дојдовте во уште една епизода на Кейткаст. Јас сум Кейт, а денес отвараме тема која сите ние како родители ја живееме секојдневно, но ретко кога застануваме на вистина да ја слушнеме. Денес зборувам за тишината, конкретно што ти вели твоето дете кога молчи. Сите знаеме кога децата се гласни, кога се смеат, кога плачат или кога викаат, или најмногу знаеме кога ни поставуваат 100 милиони прашања во минута и тогаш е многу лесно да знаеме дека детето е комплетно во добра состојба. Но што правиме во моментот кога детето ќе застане и воопшто не комуницира, односно во просторијата каде што се наоѓа владее тишина? Што се крие зад она пасивно гледање на подот, зад затворената врата или зад едноставниот одговор? Ништо на прашањето кое ќе го прашаме како помина на училиште. Учењето кај децата никогаш не е недостаток на зборови. Тој е најголемиот крик за помош, за внимание или едноставно за простор. Ајде да ги дешифрираме трите најчести типа на детското молчење. Молчење од страв или од страм. Тоа е она кога детето направило белја или се соочило со проблем, па молчи затоа што се плаши од твојата реакција. Тоа молчење значи: мамо, тато, ме интересира дали твојата љубов е поголема од мојата грешка. Значи, децата кога ќе направат некоја грешка се повлекуваат со страв дека ќе изгубат љубовта на родителите. Следното молчење е молчењето преплавено со емоции. Понекогаш светот на децата е премногу голем, премногу брз, премногу бучен, и кога детето молчи после градинка или училиште, тоа не значи дека не игнорира. Тоа всушност не кажува дека едноставно батеријата му е, што би рекле новите денешни генерации, лобра батери, или е на 1%, тогаш му треба мир или сака да ги подреди коцките во неговото главче или во неговите емоции. Следно е молчење како протест. Кога е повредено или луто, а не знае како со зборови да каже, најчесто кога ние некој пат несвесно ќе ги повредиме, тоа почнува да молчи. Вели: тука сум, но ќе ти ја скратам мојата близина, затоа што не знам како поинаку да ти кажам дека не сум во ред. Како родители наш инстинкт е да притискаме и веднаш да поставуваме прашање: кажи ми што ти е, зошто сега ќутиш, што се случило? Но верувајте ме дека притисокот само ја зголемува тишината и го удалечува детето од вас. Што можете да направите во тој момент? Бидете присутни во тишината. Не мора веднаш да зборувате. Седнете до него, ставете ја раката на неговото рамо, негогаш по раката што ја праќаме со допир или со прегратка, повеќе вреди од милион зборови. Молчењето на детето не е зид, тука е врата што полека се отвара. Ако трчаме кон неа со милион прашања, таа ќе биде затворена. Но ако седиме до неа, стрпливо, со љубов, детето само ќе ја отвори кога ќе е подготвено. Затоа, следниот пат кога во собота ќе завладее тишина, не се вознемирувајте, не паничете. Не е дека детето ве исклучило, туку едноставно има потреба на поинаков начин да ве повика дека сте му потребни, но само како присутност, а не со прашања за одговори. Ова беше уште една епизода на Кейткаст. Ако ви се допадна оваа тема и ве допре, многу би била среќна да ја споделите со некој друг родител на кој што би ви била корисна. И многу сум ви благодарна од срце за вниманието и се слушаме во следната епизода со следна тема, а тоа е како се гради храбро дете. Бидете љубов затоа што сте љубов.